Сакав да се напиеме едно кафе и да му кажам како е ситуацијата за постоечката моменталната ситуација во дека комисијата блокирана и да му истакнам дека сакам да се повлечам од истата, бидејќи фактички допирните точки ги изгубив од двете страни, така што мислам дека моето натамошно обстојување во истата е излишно. Толку се големи сега разликите. Мислам дека дојдовме, го направивме прекрасен извештај, прекрасни препораки. Дојдовме многу близко до заеднички став, но едноставно пак се разединуваме, така што сакав да го информирам председателот и евентуално да ме ослободи од оваа должност. За жал не беше тука. И овие денови ми кажа од кабинетот дека ќе ме прими и се надевам, можда денеска, утре или подоцна, не знам. Едноставно сакам да му ги образложам лично причините и да се повлечем од председател на комисијата. Мене многу ми е жал. Така. Добра работа. Добра. Да станете на клука? Па видите. Има нешто што би можело да не премисли? Па видите, ако се сложат и ако се изнајде заедничко решение, и јас и последните 3-4 дена тој и го кажав. Оставив лидерите, политичките партии да се сложат, нека направат, еве, они да се за правните квалификации, за препораките, ако најдат заедничко решение, јас веднаш со две раце би потпишал. Тоа и беше и мојата идеја, да најдам некој разумен компромис или евентуално балансирани квалификации, балансирани препораки, се со цел во интерес на државата, на Македонија, верувајте. Ова што го правиме во интерес на државата, не го правиме зашто од тоа се видат и демократските капацитети на државата, утре нашите евроатлантски аспирации, асоциации и така натака не гледаат странциве и мислам дека добро е. Верувајте, у препораките имаме такви препораки, мислам дека демократскиот живот во државата бајаѓи би се подобрил во подобра смисла и во поглед на работа на парламентот, околу парламентот, условите за вас, за новинарите и така натака, но повторувам, за некои викаат, изгледа очигледно сгрешивме. Турците, нек не слушнав една изјава, барајќи ги роговите ги изгубивме ушите. Очигледно ми изгледа ушите ги губиме. Кои се клучните точки кои немаше? Ве молам, не ме прашувате, извештајот е отворен. Може комисијата да продолжи да работи и најверојатно може и со четворица, ако се усогласат и без мене, може да ја завршат работа. Професоре, дали станува според вас збор за политичко неетење меѓу партиите или за тотално различна перцепција на настаните од тој ден за кој што вие работите? Видите, имам личен впечаток, еве као професор, не, дека едните знаат што сакаат, другите не знаат што сакаат. Така што кога ќе се најдете во таков клинч, од една страна ќе испеглате со едните, другите идат на џон, па барат максималистички, па другите како одговор на максималистичките, па претходно негира, така што верувајте таква ситуација да мора да се изнајде, да се седне заедничко решение. Повторувам, ако го изнајдат, ние до сега комисијата сите одлуки ги носевме горе-доле со консенсус. Мислам дека и без мене комисијата со 4 гласа може сосема нормално да ја заврши работата и да го потпишат извештајот. Ако ме повикаат, јас сум тука, ќе го потпишам ја сигурно. Само да се најде заеднички прифатливи решенија за двете страни. Само уште едно прашање, ве како правник, која е поентата да се оди на компромис и да се балансира, кога ние нели го имаме уставот и кога идејата на комисијата што беше договорена на 1 декември беше да ги истражи настаните и да утврди дали има уставни постапки или противуставни. Значи, која е идејата да одиме на балансирање, зашто нели? Видите, балансирањето има неколку аспекти. Балансирањето можете да кажете е прекршен уставот, а можете да кажете постојат индици и така натак. И сега, ако инсистирате вие на цврсти, јаки формулации, нормално од другата страна ќе инсистират исто така на други квалификации. Затоа сум јас као медијатор ми дадам, затоа беа и странците, кои што верувајте, најголем дел
на нашите квалификации и препораки, они учествуваа со едноставно со меки. Ние знаеме, во Македонија живееме, кај нас се преотинат. Ништо не е од добра волја или така натака, едноставно мораме да водиме сметка да избалансираме, да има баланс во извештајот, со тоа што нормално ќе произлезе и она кое што е и целта, да се детектираат настаните и по мене што е многу побитно да се проектираат иднината. Ние за иднината имаме. За детекцијата од прилика не се согласновме и тоа е тоа. Се што да ви кажам, а понатака не ме прашувајте, затоа што повторувам отворен извештајот. Им пожелувам сигурно на успех на другите членови на комисијата. Може ќе се изнајде заеднички јазик и едноставно да излеземе од овој ќорсокак кој што во моментот сме. Само позицијата на странците кои што учествуваа во целиот процес. А странците очигледно фактички комисијата колегата Фрчковски комплет застана зад мене и странците едноставно мислам дека така избалансирани беа, се водеше сметка за сите аспекти и едноставно се трудеа луѓето да помогнат.